И вие во целиот ваш говор ги спомнавте само албанците. Каде се турците, каде се бошњаците, каде се србите, каде се ромите во овој закон и општо во вашето образлагање. А впрочем верувам дека и вие сте запознати со ситуацијата на македонците во доминантно албански средини, каде што не се почитува тоа вработување на 20% или не можеш услуга да добиеш на македонски јазик, иако е службен во државата, а има и луѓе кои што дури се прават дека не го разбират, што според мене е некоректно. Убаво е што повеќе јазици да се знаат, но нема потреба тоа да биде наметнато. И спомнавте некаков страв за распад. Нема никаков страв за распад кај нас. Ние тоа што го нудиме е да најдеме едно подобро решение, но во уставни рамки, затоа што овдека требаше да седат и уставни експерти кои што ќе го образложат во детали што е проблемот со самиот закон и доколку се стави во уставни рамки да ја подобри ситуацијата на сите малцинства во Република Македонија, но и на македонците, онаму каде што тие се малцинство.